Почитувани гости, дами и господа, почитуван председател, добар ден. Поминаа 100 дена отколку ја добив довербата од вас, толкму јас да бидам градоначалник на општината. Затоа сметам дека сега е вистинско време да се подвлече една црта и да се сумира досега направеното. На тоа ме обврзува вашата доверба, времето во кое живееме и ветувањето кое ви го дадов во мојата предизборна кампања. Драги сограѓани, позади нас е 100 дена од опробување со општината, 100 дена нова власт, 100 дена промени. Од првиот ден се фативме во теснец со натрупаните проблеми, кои никако нема да исчезнат преку ноќ. Сметката на општината е блокирана. За прв пат од формирањето на општината затекнав долг близу 600.000 евра, што е сериозна сума за една општина како што е Чешиново-Облешово. Причините за ваквата состојба се во тоа што во изминатиот период се работело врз база на популизам, а не врз база на реални околности. Како што реков, ваквата ситуација нема да се промени преку ноќ, па од тие причини барам да бидеме потрпеливи во периодот кој што следува. Побаравме да се изврши ревизија за работата на претходната власт, но за жал, без некое посебно образложение, бевме одбиени од страна на Државниот завод за ревизија. Но тука не застануваме и не се откажуваме од нашите цели. Ни престои тешка задача да ги достигнеме целите ветени во кампањата. Се средија многу работи, се работи многу од работите кои не се видливи во моментов се работат административно, а во догледен период ќе бидат видливи на терен како конкретен краен ефект. Но добрата идеја, квалитетното планирање, трудот, а пред се упорноста и вербата во себе, на крај се исплаќаат и завршуваат со реализирани проекти. Посебно ми е драго што по истокот на овие 100 дена од мандатот, можам да кажам дека се реализирани следните проекти. До изградена е улицата Христијан Тодорски Карпош во село Чешиново. Во тек е постапка за изградба на уште 3 улици во општината, тоа е крак на улицата Маршал Тито во село Спанчево, крак на улицата Маршал Тито во село Чешиново и цела улица во населено место Уларци, Блаже Ефремов. Санирана оградата на мостот на река Брегалница кај село Теранци. Почнати сте активности за изградба на фекална канализација во село Уларци. Во завршна фаза е постапка за набавка на ново возило за собирање и транспорт на цврст отпад. Опремени се кабинети по природни науки во двете основни училишта Облешово и Соколарци. Извршена реконструкција на полот на спортската сала и училница во селото Соколарци. Се спроведе акција за расчистување на повеќе диви депонии. Асфалтирано е спортското игралиште во училиштето во село Облешево. Се работи на изработка на техничка документација за многу инфраструктурни проекти. Се работи за изработка на урбанистичко-планска документација. Одобрени се средства за изградба на уште 2 улици во општината. Посебен акцент во работата ќе дадеме во решавањето на инфраструктурните проблеми на граѓаните, а тоа се водоснабдувањето и одведувањето на отпадни води. Сите ние сме повикани во нашите улоги, во нашето време да оставиме трак со кој ќе ја направиме нашата општина квалитетно место на живење. Пред нас престои предизвик да продолжиме со започнатиот процес, кој го ветиме пред граѓаните пред да стапиме на власт. Зголемувањето на транспарентноста во работата на општината е најважен чекор за враќањето на довербата на граѓаните во институциите. Верувам дека ќе ја имам поддршката од граѓаните во моите настојувања и дека ќе продолжиме заедно да градиме подобар систем во корист на сите жители на општината. Ви благодарам.